Почитувани, вчера заврши првиот ден од амандманската расправа за буџетот за 2023 година. Беа разгледани само 3 амандмани и истите беа одбиени од власта. Сите 3 амандмани се од интерес на граѓаните, но колегите и колешките од мнозинството очигледно не работат за народот. Со првиот од амандманите се бараше намалување на данокот на додадена вредност од 18 на 5% за менструалните производи, тоест влошки, тампони и менструални чашки. Овие производи е потребно да се оданочат на исто ниво како фармацевските производи и истите да представуваат здравствена неопходност, а управувањето со менструалното здравје е едно од основните човекови права. Доколку амандманот беше прифатен, ќе им помогнеше на над 400.000 жени и девојчиња во Република Македонија. Намалениот прилив по основ на ДДВ е незначителен споредено со можноста да се обезбеди еднаков пристап на сите жени до менструалните производи и со тоа да се подобри нивниот живот и здравје. Би се ублажила женската сиромаштија и би се подобрила социјално-економската положба на жените и на девојчињата во Република Македонија. Девојчињата на училишна возраст непречено ќе учествуваат во својот образовен процес. Ќе се намали бројот на инфекции кај жените и девојчињата, а со тоа и трошоците на државата за третирање на потенцијалните инфекции и болести. Моите колешки од СДСМ често знаат да кажат дека се борат за женските права, но искрено жалам што го послушаа вчера министерот за финансии, поточно заменикот министер за финансии, и го одбија предлог амандманот поднесен од пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија. Останатите 2 одбиени амандмани се однесуваат на барањето на ВМРО ДПМН да се одложи прогресивното оданочување за уште 1 година и да се намалат акцизите на течните горива. Власта на СДСМ и ДУИ избира да ги казнува најпродуктивните и не се откажува од малку средства од буџетот како би се намалиле транспортните трошоци, а со тоа би се влијаело и на намалување на инфлацијата. За крај, би сакала да информирам за една трагикомична ситуација во која пратениците од власта не убедуваа дека буџетот за 2023 година не е предвидена даночна реформа, ниту пак во колкав обем ќе биде истата. Со денови Лукаревска наведува дека ќе се зголеми ДДВ од 5 на 18% за одредени производи, а листата се крие. Никој не ја знае. Бектеши се фали дека после нова година цената на струјата нема да се зголеми, туку ДДВ ќе се зголеми од 5 на 10%. Бесими вели дека има закони со кои почнува прогресивното оданачување. Колегите од мнозинството ниту знаат што зборуваат, ниту знаат што гласаат, што е најтрагично, ниту пак некој во партијата ги смета за битни да ги извести што се планира.